Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Американскиот претседател Барак Обама на потпишување на закон за зајакнување на производствениот сектор рече дека Соединетите американски држави треба да прекинат со навиката да купуваат повеќе производи од други земји отколку што продаваат. Со ова ги започнуваме вестите. Обама рече дека неговата администрација ќе стори се што може да ја забрза економската обнова, што според негови зборови престои уште долг период до целосно заздравување на стопанството. Обама зборуваше на потпишување закон за зајакнување на производствениот сектор и рече дека САД треба да прекинат со навиката да купуваат повеќе производи од други земји отколку што продаваат. Претходно американскиот оддел за трговија соопшти дека трговскиот дефицит се зголемил за скоро 1/5 во јуни, што е најголем пат од крајот на 2008. Американскиот воен трибунал предложи 14 годишна казна затвор за лицето кое своевремено бил готвач и сметководител за потребите на Ал-Каида. Поротата во американскиот притворен центар на Гвантанамо во Куба по едночасовна расправа донесе одлука за казната на Ибрахим Ахмед Махмуд Ал-Коси. Предлогот ќе биде разгледан од страна на Пентагон. Ал-Коси е обвинет дека бил сметководител и готвач за Ал-Каида во 90-тите. Тој наводно подоцна бил и шофер и телохранител за Осама Бин Ладен. Ирачкиот генерал полковник Бабакир Зебари за време на конференција за одбрана во Багдад истакна дека ќе бидат потребни дополнителни 10 години пред ирачката армија да може самата да ја обезбедува земјата. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гибс изјави дека САД се на добар пат да ја завршат својата борбена мисија во Ирак кон крајот на месецот како што е планирано. Тој додаде дека претседателот Барак Обама е задоволен што ирачката армија ќе биде во можност да ги преземе борбените операции во свој раце. Ново истражување на јавното мислење укажува дека мнозинството арапи не ја одобруваат политиката на претседателот Барак Обама и се обесхрабрени од американската политика на Блискиот Исток. Сметаат и дека Иран има право на своја нуклеарна програма. Во истражувањето што го спроведе Универзитетот на Мериленд и Зогби Интернешнл се испитува јавното мислење во Египет, Јордан, Либан, Мароко, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати. Иако расположението кон САД и натаму е негативно, 20% од испитаниците сепак го окарактеризирале американскиот став кон исламот како политичко прашање од кое најмногу се задоволни. Кен Полак, стручњак за Блискиот Исток во Институтот Брукингс во Вашингтон, вака ги објаснува резултатите. Многу арапи се незадоволни од навидум неактивноста на владата на Обама кон израелско-палестинскиот мировен процес. Има фрустрација дека претседателот кога стапи на власт вети голем чекор напред, но дека не го исполни ветеното. Има и друга причина, вели професорот од Универзитетот во Мериленд Шибли Телами, кој раководел со анкетата. 27% го наведуваат Ирак незадоволни од нестабилноста како и дека нема влада. Сепак, задоволни се од фактот дека САД се повлекуваат од Ирак. Палестинско-израелскиот судир и натаму е најразочарувачко прашање за арапите. Поголемиот дел би прифатиле решение со две држави во границите пред арапско-израелската војна во 1967, но мислат дека Израел не би се согласил. Мнозинство верува дека Иран навистина се обидува да дојде до оружје за масовно уништување, но и дека иранците имаат право на нуклеарна програма и не треба да им се врши притисок да се откажат од неа. Повеќе од половината велат дека нуклеарен Иран би бил попозитивен за Блискиот Исток. Телами вели дека арапите не мислат дека Иран всушност ќе го искористи оружјето. Од медиумските преференции расте употребата на интернет, а повеќето испитаници гледаат неколку ТВ канали и ја наведуваат Ал Джазира како прв избор. Повеќе од половината гледаат американски и европски филмови и музички спотови на дневна база. На конференција во Пенсилванија посветена на аутизмот, научници и родители бараат начини за подобро справување со болеста, што се одразува на способноста за нормална комуникација и интеракција. Нови истражувања го доведува во прашање тврдењето дека аутизмот се пренесува генетски. Некои експерти сега велат дека и животната средина има влијание.
10-годишниот Макс има аутизам. Мајка му Мери Моен неодамна на распит побара Конгресот да обезбеди дополнителни средства за да се открие причината и лекот за болест. Секое семејство со аутистично дете бара одговор на прашањето зошто. Не верувам дека може да најдеме едноставен одговор за причините и ефектите на ова сложено нарушување. Аутизмот се одразува на способноста за општествена интеракција и однесување. Многу почесто се диагностицира кај момчињата отколку кај девојчињата. Научниците не знаат што е точно причината, но покрај генетската предиспозиција во последно време се фокусираат и на влијанието на животната средина или пак на комбинацијата од овие два фактора. Доктор Исак Песах од Универзитетот Калифорнија Дејвис вели дека мора да се утврди каква точно изложеност во животната средина придонесува за зголемен ризик, а со тоа и да се утврдат најризичните групи. Можно е хемикалиите во широка продажба, а ги има околу 80.000, да влијаат на развојот на детскиот мозок, додава Песах. Пол Анастас од Владината агенција за заштита на животната средина ЕПА коментира. Најверојатно се работи за комбинација на влијание од животната средина и генетска предодреденост. Американскиот центар за контрола на болести наведува дека едно на секои 150 деца во САД е во ризик да биде погодено од некаква форма на аутизам. Родителите на ваквите деца сметаат дека се потребни подобри здравствени услуги и ресурси. Најважно од се е точно да се утврди причината, преку што потоа би се задала превенцијата и би се нашол лекот. Битката за регулирање на интернетот ескалираше кога гигантите Google и Verizon најавија како заеднички веруваат дека треба да биде уредена глобалната комуникациона мрежа. Дали на повидок е крај на концептот мрежна неутралност? За ова гледате во утрешното издание на News Flash. Утре во Newsflash, Google и Verizon во битка за превласт на интернетот. Дали интернет компаниите кои пружаат услуги имаат право да наплаќаат за дополнителни услуги? Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.